Како што гледаш, народе, мене ми е се прекутасевски. А вие добре дојдовте во прекутасевски шоу. Светот, како што гледате, полуде, се пука, се убива, нема брашно, нема зејтин, нафтата оди горе-доле, Бојко го апсија па го пуштија, Пендарко амнестира кого стигне и како стигне, дуи се жали функционерските плати им биле многу мали, па сега треба да собираме нели доброволен прилог да ги извадиме од калта. Павле чека нели една изборна единица, таче најавува нови задолжувања. Навистина живееме во прекрасна планета, која расипана паштета. Ама јас сум си на топло, нели, мезам нели сиренце, и кашкавалче, многу е добро. Особено овие се убави даскиве на Технополис, си пијам винце, си шибам со шоуто и не ми чуе. Шоуто не смее да застане, затоа што вие тоа го баравте. Одиме со прекутасевски шоу. Рагао! Брм, 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 еден дрон, 600 тон, јури као авион. Хо, па, падна се руши, а никој не го сруши. Бензин ќе му снема, а холодник го зема. Никој не го утепа, ама Загреб го шекна и се распадна, си еба мамата. Та, ушите на вратата. ЕУ ќе не храни, НАТО ќе не брани. ЕУ видовме колку не храни, а за НАТО видовме колку ќе не брани. Дрон! Некако овој овде, мада и ова е опасен ако го натовариш со нешто, овој небо-земја. Нели, туку, ја мислам на оној огромен 600-тонски дрон од Русија или Украина преку 3 НАТО држави што си дојде над Загреб и во страшна експлозија се здроби во парк на универзитет. А еве што објавија хрватските медиуми. Поштовано пучанство, пред неколико дана самолетече ваздухопловно клепатало руске наклада из 1070 тешко се 6000 кг, кое лети брзином од 750 км на час, ја прелетило 3 држави НАТО и узбурно и целовиту експлозију се разбило од тло на Јаруну у Републици Лиепој нашој Хрватској. Како што кажу извјешća ових НАТО чланица, one su видели неидентификовани самолетечи објекат, али нису могли реаговат затоа што е био veoma ниско испод муда, што би рекли ови Срби, мамицу им. Шта се подразумјева под ниско летење над Хрватском нису нам објаснили, јер стручњаци за то су у Северној Македонија због неког проблема са ајваром и бугарима. Само хлепетало се разбило од тло уз велику експлозију, али ујутру наши гасиоци и полицајци не могу јамчити за делове летелице због Рома, такозваних Рома, кои су дијелове одма одњели са лица експлозије нека ромска дјеца, због неукости су носила дијелове летелице која тежат чак и 300 кг. И така, дронче 600-тонче си падна насред Загреб, си долета галиба од Русија или Украина и бум, после 2000 километри им се бувна на то Хрватите насред главниот град на едно НАТО држава. А НАТО видел нешто, ма не знае шо видел. И кога го викнале тој маđарот што бил на радарот да дае извештај, причава била кој стариот руски виц. Товариш радарист, дали крокодил летит? Прашал еден руски генерал. Пошто во Русија нели нема, не знам, не видов, нема, не можам. Радаристов не знаел како да се извади, ама среќа го нашол генералов у добрите. Овој си го надополнил прашањето. Летит, крокодил летит, ама так ниско. Така сега одговарал и маđарскиот радарист кога го прашале дали го видел дронов од 6 тона. Дрон лети, абе лети рекол, ама так ниско, абе не мога да му се опулја колку ниско овој леташе. Да ви кажам нешто многу отворено,
ама констатација као да сум тутурутка за воена геополитика. Ако прашате некоја таква тутурутка дали е можно 600-тонски дрон да лета 2000 км на туѓа територија во воздушен простор, на најголема воена алијанса на сите времиња на земјава, ќе ви рече дека таквата алијанса може само да го попуши. А најпаметно ќе биде да го попуши индијанското луле на мирот, затоа што за војна не ја бива. Следниот пат ќе ушетаат 5-6 нуклеарни тактички ракети со среден дострел кои исто така летаат так ниско и наместо луѓето да ги собираат деловите како во Загреб, ќе нема кој и што да ги собере луѓево. И нема да знаат од каде дошла, па нема да можат ни да обвинат Русија. Инаку НАТО го виделе дронот. Го виделе они мандалото на Рон Джереми? Секој нормален ќе особори ваквиот објект на своја територија. Инаку по новата воена индустрија дроновите се најголемиот потенцијал за следните војни и ги нарекуваат војни на дронови. А не летал дронов, они го виделе на Рон Джереми мандалото. Не го виделе дронов, мислам, дај човече. Да не забегувам. Толку од мене. И ве поздрави маđарскиот радарист, унгарскиот, Еве јас да го поздравам него. Николче, поздрав! И следниот пат те молам, види го дрончето. Please!